Ако театарот треба да биде будно око на општеството, тогаш еве ние со будно око во овој последен дел од нашево утринско дружење денеска говориме за една представа која не смеете да ја пропуштите, а некаде при крајот на нашето дружење ќе доделиме и на 5 најсрекни гледачи овој понеделник по 2 влезници за представата Така зборуваше Гертруда. На оваа тема и за оваа представа за театарот, во театарот денеска ќе зборуваме заедно со моите денешни гостинки Трајанка Илиева Велич и Емилија Мицевска, познати актерки од Драмски театар. Добро ни дојдовте. Добро ве најдовме. Секогаш со актерите ми е поинаква енергијата, поинакво расположението, не дека со другите гости не ни е интересно, туку луѓето кои што влегуваат во сечија кожа, во многу улоги, во многу векови, повторно се враќаат назад сега и тука ми е особено интересен разговорот. Таци? Па затоа и се запишав на глума. Браво. За да можам да бидам се и секаде и да можам да го почувствувам секој лик, секоја професија, секој карактер. Да, ние сме се дружеле во еден друг медиум порано и ова сум го слушнала. Со Емилија ова ни е прво дружење и драго ми е што и Емилија е во оваа армија на луѓе кои навистина го прават светот поинаков и велат дека само актерите имаат таа привилегија да бидат што сакаат, кој сакаат и повторно да видат она што си се длабоко и приватно во себе, така? Па така е, тоа се предизвици да се ставиш во туѓа кожа, да погледнеш и да размислуваш од друг аспект, низ туѓи очи, низ туѓа перцепција. За мене е тоа доста привлечно и општо и го пренасочувам истото и во приватниот живот. Би сакала се да разбирам. Оти сметам дека најмалку се разбираме, а сепак разговараме, нели, општо во текот на животот ние меѓусебно луѓето. Велат дека со актерите не може баш секој да излезе на крај, односно дека секој не би можел да биде како да кажам, да одбере актер или актерка за себе во својот живот заради тоа што се специфични и поинакви од останатите луѓе. Има ли нешто во тоа? Сметам дека се сите специфични. Навистина, сечија душа и сечија постоење е специфично. И уникатно. И уникатно, да. Нема двајца исти, ни табиети, ни карактери. Можеби ние само малку сме поискрени актерите. Оти сваќаме дека немаме време за глумење во текот на животот. И премногу глумите во својата професија за да можете да глумите и во приватниот живот. Сметам дека, да, искуството досега, бидејќи јас секој што ќе го сретнам сакам да си го потпрашам нешто за да имам целосна слика каков е човекот, настрана аурата и енергијата што се шири. Меѓутоа, навистина сметам дека се сите специфични, само сме ние навистина малце посоголени во и така малку повеќе уживаме во и не се срамиме да кажеме како се чувствуваме. Тоа мислам дека е единствената разлика. Исправно. Така зборуваше Гертруда, Таци обработува би рекла една од најболните теми во секојдневието, правдата наспроти неправдата. И не само правдата. Да, правдата наспроти неправдата, но исто така голем сегмент зафаќа и од мајчинството. И од тоа колку е животот важен на поедини групи, дали тој е еднаков за сите, дали правдата е еднаква за сите. Зборувам многу за корумпираноста, за судството. И да ви кажам, мене ми беше предизвик затоа што јас сум баш од таа страна, корумпираната, и кај нас многу лесно можеш да најдеш прототип. Така да многу лесно можеш да си изградиш еден таков лик и да ти биде успешен, се разбира. Пред се би рекла да, правдата, но и мајчинството во огромна мера. Вредноста на мајчинството, дали свињата како мајка, затоа што имаме главен лик стожер, имаме свиња во представата. Тука е апсурдот. Така, што убива бебе. Дали свињата како мајка дали свињата како мајка го заслужува мајчинството или човечката мајка, еве да речам, го заслужува мајчинството. Тука се вагаат работите многу. И која е разликата меѓу таа мајка и таа мајка? Тоа е преносното. Она што им го давате како задача на публиката да ја одгатне целава символика на представата. Како реагира, Емилија, публиката, ме интересира, бидејќи кога се обработуваат теми од сегашниот, од реалниот живот, од она што и ние како граѓани, како луѓе во пракса секојдневно се соочуваме со бројни неправди на кои честопати и немаш разврска, едноставно си соочен да се
да се бориш и да ги бараш одговорите и да се бориш за собствената правда понекогаш тоа е голгота која трае цел живот. Како реагира публиката? Многу будно следат. Доаѓаат на секоја изведба има различна категорија на публика нормално, некогаш и се организирани доаѓањата во смисла на генерациите, дали се средношколци или пак се повозрасни луѓе. Громогласни се аплаузите на крај. Мислам дека таа тема ја умее да разберат повеќето генерации и сите некако не е чепка, не е скокотка и сите сакаме некако да чуеме што повеќе и повеќе. Одлично, баш бидејќи од една страна е актуелна тема, а од друга страна е така некако и целиот пакет некако, ако можам така да се изразаме, посериозна представа, а сепак е многу блиска, за да можат сите да ја разберат. И не знам, кога се поклонуваме, гледаме дека луѓето се среќни, што за нас е тоа најбитно. Да. Тоа е Видат најбитно. каков шамар беше представата. Да. Да, затоа што знае да не освести. Да, јас читав доста интересни рецензии, критики за оваа представа и верувам дека токму така како што ја доживувале и критичарите, рецензентите, баш така ја доживеале и сите оние кои што седнале на тие столчиња и го чекале финалето да видат како тоа ќе заврши. Драмски театар низ години ви имаше блескави години, таци? Има. Сме И уште говореле има. за тоа Да. и верувам дека таа институција е и ќе остане место во кое што ќе доаѓаат многу генерации на публика кои што ќе се изградуваат себе си како карактер, ќе имаат можности да се инспирираат, но и да бидат поддршката која е и tekako важна. Публика, актер кој нема публика, зошто би правел таму на тие штици кои живот значат? Тоа највеќе го почувствувавме со пандемијата. Немаме публика, што сме ние? Да. Без публика. Имаше некои обиди онлайн представи, имав и понуда за некои онлайн представи. Ама ако јас не осетам, не почувствувам како публиката дише со мене, ова е како да снимаме филм. Ова не е театар. Онлайн представа никогаш не може да биде театар. Да, така. Тоа е таа кутија со 3 зида и четврти од публиката. Така е. И двете сте ми, вака ве анализирам додека разговарам, и двете сте ми потврда на онаа старата. И јас кога бев мала, мојата баба викаше убава како глумица. И двете припаѓате на онаа категорија на убави жени кои што ја одбрале актерството како професија. Колку бенефит ви донесе убавината физички на сцена? Мислите дека добивте поубави улоги, подобри улоги? Некогаш дури и многу проблеми носи тоа. Тој дел ме интересира најмногу. Знаете како, убаво, сигурно е убаво да се гледаат убави нешта. Убавината сепак си доаѓа од начинот на кој што ние се прифаќаме. Да, има повеќе видови на убавина. Повеќе видови на убавина. Јас така сметам. Не мислам дека некогаш се заслужуваат работите заради... Не секогаш работите се заслужуваат според надворешниот изглед. Убави колеги имаме, вистина е тоа. Меѓутоа, стварно се сите исклучителни работници, бескрајно талентирани, непресушни во секој поглед. И тука мислам дека е уствари целата магија. Значи, и кога некој би ги имал тие квалитети на вредност, на посветеност, на сакање да се сработуваат и нови нешта, сметам дека така луѓето се навистина поубави. Да. Тоа е тимска работа. Тоа е тимска работа и ако енергијата помеѓу вас е убава, да, наша работа не е да сме убави, наша работа е да сме убави луѓе. Добри на сцена. Ме Одвнатре убави. Ако сме убави одвнатре, мислам дека би биле убави секако. Да, Па пак доаѓаме на онаа отвореност наша. Така. Ајде ги споменеме убавите луѓе, со убави души, со убава енергија на сцената, кои што се дел од, така зборуваше Гертруда, кои се други актери се на сцената? Сонја Стамболџиевска, која што е свињата, комарецот... Пипи долгиот чорап. Пипи, Јас да, како таква, ја паметам и таква ќе имам во мојата меморија. Да. Па таа е. Таа една е, да. Стефан Вујсич, комарецот,
Еве сега нема да ги кажам кој што игра, него ќе ги спомнам само колегите: Александар Степанулевски, Дамјан Цветановски, Рубен Смуратовски, Ана Димитрова. Да. Ана Димитрова. Тоа не е млада колешка која што еве веќе во втора представа игра кај нас во театар. Првата е Горан Стефановски. Кои други сме има? Таша, Анастас Становски. Ви пее ли Таше Григор? се уште? Едно време пееше во сите Подпивнува Таше, сега, пееше. подпивнува. Добро, значи го држи гласот. Да, Приубав глас. Да. Тие сме. Така Има и неколку студенти. Григор не го Григор. спомнавме. Григор Јовановски Така. Неколку студенти има, Ведран и Виктор. и Виктор. Поголема екипа сме, чека да не заборавиме некој што не би било фер. Тие сме. Ама мислам дека сме тие. Тие сме, ако да. пропуштивме некого, нека ни прости, не е ништо намерно. Така е. Последниве 15 на години тренд е сериите кои што се презентираат на нашите медиуми, не на Алфа телевизија, но еве на останатите медиуми, да добиваат синхронизација и вашите гласови често да ги позајмувате на некои од ликовите за кои луѓето толку многу силно се врзуваат, се идентификуваат и често пати дури ве препознаваат. Е ли тоа полесниот дел од работата или воопшто не е лесно да влезеш во лик кој првенствено не си ти, но едноставно мораш да го дадеш најдоброто за да го доживеат гледачите токму така како што треба да го доживеат? Па не знам дали сме на исто мислење на темава. Ајде ќе провериме. Ајде ќе провериме. За мене е тоа како и да звучи лесна работа. Затоа што најверојатно сум музички тип на човек и лесно фаќам интонации, го гледам расположението и тоа е многу, за мене е тоа полесниот дел од нашата професија, синхронизацијата. Не велам, значи треба да се донесе и емоција и сето тоа, меѓутоа кога ти веќе го имаш човекот кој што го изградил ликот, многу полесно е да го следиш, најверојатно. Така. За да можеш а тоа го работиме многу брзо, значи ние го читаме текстот, ја гледаме серијата и се лепиме на гласот. Значи немаме многу време тука за разработки на лик или не знам што, него во Анализи, да, едно да, друго, трето. нема. Емилија? Тоа нема. Се сложувам со тоа што било што и да се работи, од една страна би изгледало лесно, од друга страна би изгледало тешко. Се зависи до капацитетот на акторот, колку вложува, како вложува и навистина што му е полесно, што не му е полесно. Има, да речеме, некои колеги кои што само се читаат, само Добро, читаат. како весник. Меѓутоа, да. Затоа велам, да, можеби е полесно, можеби изгледа полесно, затоа што талентирани сме во однос на музиката, па тоа ни е лесно, ама Сте го фатиле штимот. сме го фатиле штимот. Тоа е најбитното, Меѓутоа, да. стварно, сметам дека има разлика од посветување. Значи, ти да прскаш во градината со вода, Ако прскаш без врска, така? Да. Да. тука можам да уловам некаква разлика, меѓутоа, кога сакате нешто, никогаш ништо не е тешко. Во суштина, исто и тоа го мислам, без разлика за што станува збор. Кога не би сакале нешто да правиме, се би било комплицирано и тешко. Така, Тешко. тоа е... Јас мислам дека е вистинско време тука некаде да ги вклучиме и гледачите и да се обидеме на 5 мина, а да им подариме по две влезници. Мислам дека тоа нема да биде проблем да го сториме, затоа што знам колку нашите гледачи сакаат подароци, особено сакаат да добијат книга, да добијат влезници за во театар, за кино и така натаму. И доколку режијата вели дека го имаме првиот гледач, би сакала да го вклучиме и да се... Инаку представата сега игра во среда, така? Во среда, нели? Следна представа имаме во среда, од колку часот? Од 8. Од Во 20 часот. 20 часот, додека ги добиеме гледачите, еве чисто сакам да ве прашам што друго има на редовниот репертоар на драмски периодов? Драмски создаде многу представи, дури Драмски не престана да работи додека беше и пандемијата, имаше еден период кога навистина направивме пауза. Тогаш се симна и многу представи од репертоар, бидејќи беа со поголема екипа. Чудна случка со куќето во ноќта. Топла препорака. Топла препорака. Мојот маж, Странци, имаме Кармен на Билјана
Драгичевич Пројковска. Чудесна терапија. Прекрасно. Сега Диши. да. Одлично. Има доста представи. Еве ве И работи и повикуваме. малата и големата сцена. Браво, Да. браво, одлично. Ве повикуваме сите вие кои одамна не сте биле во театар или сте пропуштиле нешто од ова кое веќе е споменато, можете да си погледнете некоја представа и да си направите кеф на душата. Сепак имаме двајца гледачи, ајде да ги слушнеме. Добро утро. Добро утро. Повелете кој ни се јавува. Јас сум Благородна Спасик. Од Драго ми Скопје. е. Ве поздравувам сите во студиото. И сум љубител сум на театарот, а не сум била многу одамна. Епа еве Па прилика. би сакала два билета. Два билета за господја Благородна Спасик ќе бидат на билетарата Во Драмски театар, значи со ваша идентификациона лична карта, документ било кој за идентификација, ќе Добро. си ја ги подигнете влезниците некои 15 на минути пред почетокот, пред 20 часот и уживајте во представата следен пат кога ќе се чуеме, ќе ни кажете како си поминавте, важи. Секако, само кажете ми кој ден тоа? Денес е Среда, представата? задутре. А, во задутре, Во среда, добро. така е. Ајде се на љубаво, убав ден. Благодарам, убав ден и вам ви Пријатно. посакувам. Пријатно да го чуеме и следниот гледач. Добро Ало? утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Поздрав Сузе до тебе и до гостинките. Ви благодариме многу. Благодариме. Исто и мене ми беше многу мерак што добив карти. Ете. Им благодарам на гостинките. Кажете ни го вашето име, презиме, можеме да... Загорка Тодоровска. Загорка Тодоровска, прекрасно. Истото што го кажавме и за Благородна, важи и за вас. Значи, барем Значи среда. 15 на минути пред 20 бидете таму на билетарата во Драмски. И Благодарам. уживајте во представата. Довидување, Благодарам. до Имајте си убав слушање, исто и така и вие. Дали имаме режија повторно гледач? Во моментов немаме. Но еве се радувам што интересот е на вистина голем и што гледачите сакаат. уживаат, да. Често пати сакаат да не поздрават, но не се во можност од било какви причини да дојдат и да присуствуваат. Денот на театарот се ближи, така нели? Да, се ближи. Како се подготвуваме оваа година за Денот на театарот? Јас искрено не знам. Како што видов, тоа е 27 се паѓа понеделник, па е неработен ден, а како ќе се организираме се уште не знам. Сигурно ќе има нешто. Сигурно ќе има Да, нешто. Мора да има. Да. Кој ќе го обележи друг како не театарот? Сигурно, Да, така е. секогаш нешто се прославува. Ќе видиме, јас играм представа на 27 на Факултетот за драмски уметности. Дел сум од една екипа, една девојка за дипломска ја спремаше тетовирани души на Горан Стефановски, Теа Ружен. Тоа знам дека ќе правам, ќе го направам прославиш. најдоброто што го Добро знам. е работно, И ќе работно ќе изиграм се представа, прослави, да. браво. Супер, имаме повторно гледач, ајде да му дадеме збор. Добар ден, добро утро. Добар ден, Сузе. Баба Роска, како ми го направивте денот, значи. прсто ми се зрви вртејќи. Ете се добивме понеделнички да ни трне работава. Се балем, не мога да се добијам, цело време вртат. Ама ние си имаме среќа па си се добиваме, нели? Така. Како сте ми понеделнички, добра ли сте? Па добро сум, се спремам за младенци. Утре младе, задутре У младенци. среда, да, у Среда, среда. па токму на младенци е и представата, браво. Така. И сега ќе одиме ли на представа во Драмски? А како нема да одам, ќе ме носат со кола. Колку ве сакам. Леле, колку ве сакам за тоа што ја имате таа несопирлива енергија за убави нешта. Ќе го Браво. земам унукот со кола, ќе ме носи и он. За двајца ли е? За двајца? За двајца, да уживате со двајца. внукот, ај па може ќе се сретнеме. А у кој театар? Во Драмски. У Драмски, добро. Во Драмски. Кажете ми само вашето презиме? Рисова Роска. Ризова. Ризова Роска. Добро. Рисовска. Ризовска. Одлично. Дај Боже да се сретнеме во Драмски Дај па да се Боже, изнамуабетиме дај. пред почеток на представата. Дај. Ве поздравувам, имајте убав ден, ви благодарам, пријатно. Да. Ете беше тоа и Баба Роска. Ајде да видиме дали имаме уште еден гледач, се разбира имаме. Повелете. Дали се слушаме? Ало? Добар ден, повелете. Ве слушаме, во програма сте.
имаме нешто мрзлива телефонска линија, но двете се активни, се надевам дека на една од двете ќе вклучиме уште некој гледач, бидејќи 3 пара влезници веќе доделивме, имаме уште простор уште за 2, така? Добар ден. За жал нешто имаме Куршиц. Добар ден. Добар ден, повелете. Кој ни се јавува? Јас не слушам ништо, може би вие мене ме слушате, а би сакала да искомуницираме за да ви подариме влезници во среда да си уживате на представа во Драмски. Дали сепак се слушаме? Не. Многу ми е жал што вистина не сме во можност, а сепак имаме гледач на другата линија. Добар ден. На телефон Јасмина Силјановска. Силјановска. Да. Драго ми е, Јасмина. И мене исто. Дали сте вие расположени во среда да ја гледате представата така зборуваше? Секако. Супер, јас се радувам. Јасмина Силјановска е следната добитничка на 2 влезници. Многу и благодарам на гостинките. Убав ден ви подсакувам. Исто така и јас вас. Имаме уште еден гледач. Добар ден за последниот гледач. Повелете. Поздрав во студиото, посебно до вас, Сузана. Благодарам Јас многу. едов книгата завчера. Ќе прочитам во некои наредни денови. Се радувам. И биде посебно задоволна да бијам затоа што била од корона. Беше нека представа и Игор Джампазов. И би била радосна, а поздрав дите во студио, затоа што кога кажувам, не може секој да глуме. Не може. Тамам работа кога секој би бил глумец, актер, нели? Да. Так. Тоа е голема привилегија, голема дарба да се соживееш со секоја улога, да се трансформираш. Сигурно не би во тоа. Така. Ќе ве замолам само за вашите генерали да ги запишеме. Ристовска Виолета. Да. Ристовска Виолета, господја Виолета, ви благодарам и вам што влеговте еве вака во екипата Златната петка која денеска доби влезници за представата во среда, така зборуваше Гертруда. Се дами, се жени, дали е таква и вашата публика? Не. Ама ќе имаат партнери со нив. Одлично. Се радувам што ќе имаат и нашите гледачи можност да дојдат и да уживаат. Жените секогаш организираат. Жените го вртат светот, знаете како. И без жените ништо не е интересно. Ви благодарам многу што ова утро бевте наши гости. Зборувавме за убави нешта и верувам дека ќе имаме прилики повторно да говориме за нешто ново, нешто креативно и нешто што повторно ќе ја поттикне публиката да се врати во театарот доколку во меѓувреме имала некакви други интереси. Ви благодариме на поканата. Так,